Масажата на бебе е првиот начин со кој што можете да започнете да градите добра емотивна врска со вашето малечко. Поставете го бебето на грб за да започнете со масажа и секогаш побарајте дозвола од него. Насмевнете му се, може да пеете додека го масирате или да му ги зборувате деловите од телото кои што ги масирате. Започнете масажата секогаш со осмици околу градната коска. Со нежен притисок правите кружни движења во форма на бројот 8 околу градната коска. Потоа, почнете да го масирате стомачето на бебе, најпрво со два прста, правејќи кружни движења околу неговиот папок. Повторете 2 до 3 пати и потоа почнете да масирате на стомакот во форма на буквата П. Прво ја масирате десната страна кон горе, под ребрата, кон левата страна и лево надолу. Потоа преминете кон масирање на рацете на бебето. Поставете ги рацете во форма на буквата С. Опфатете го рамениот зглоб на бебето и постепено спуштете се надолу низ неговите раце. Секогаш масажата завршете со крајот на прстите. Повторете го тоа неколку пати, а потоа поставете ги вашите палци врз бебето и правете кружни движења како на отварање. Повторно, масажата завршете со крајот на прстите на вашето бебе. Следен чекор во масажата е поврзување на целото тело на бебето. Со ова му помагате на бебето да ја поврзе левата и десната страна од своето тело, односно да го развие својот мозок. Ги поставувате рацете на средина и потоа повторувате кон едната рака и обратната страна на ногата. Правите целосни движења и потоа одите на другата страна. Ова движење можете да го повторите 3 до 5 пати. Потоа преминуваме кон масажа на задната страна од телото на бебето. Бебето внимателно го поставуваме на стомак, со рачињата покрај телото и започнуваме да ги масираме најпрво неговите нозе. Масажата на нога започнува од листот према бутот. Започнуваме најпрво со движење со палците, каде што правиме движење на отварање. Потоа се враќаме надолу, одржувајќи контакт со ногата на бебето. Го повторуваме ова неколку пати и следно преминуваме кон движења спирални на ногата на бебето. Движиме до бутот и спуштаме одржувајќи контакт. Ова го повторуваме неколку пати на едната нога, а потоа преминуваме на следната. Потоа преминуваме кон масажа на грбот на бебето. Масажата на грбот ја спојуваме со масажата на рацете. Најпрво правиме нежни движења на грбот и рацете, а потоа поминуваме со кружни и спирални движења до ребетот на бебето, но не притискаме на ребетот. Движењето го завршуваме спојувајќи го грбот со рацете. Ова го повторуваме неколку пати. Масажата кај бебето никогаш не ја правиме со премногу силен допир, но допирот не е ни толку лесен како да го галиме бебето или како да го скокоткаме. Го зимаме млекото за тело, го поставуваме на нашите раце, а не директно на кожата. Најпрво ја загреваме температурата и размечкуваме на нашите раце. Потоа го зимаме телото на бебето и започнуваме со масажата. Секогаш побарај помош и поддршка. Мама, не си сама.